Здраво и добро ни дојдовте. Часовникот покажува точно време за емисијата Пријатели. Емисија која секогаш ве забавува и едуцира со корисни совети за одгледување на вашите миленици. Се надевам дека и денес, како и секој пат, ќе се забавувате заедно со нас. Гледајте не. Денес наш гостин е Јоце Панов и неговата Шани, која е пинч и секако е многу мирна, па сакаше да биде со нас пред камерите, така што ќе имаме можност да ја погледнеме нели во текот на разговорот. Здраво Јоце, фала ти што прифати да гостуваш во нашата емисија. Баш ми е мило што си наш гости. Здраво, ви благодарам на поканата за гостување во емисијата. Прекрасна емисија, затоа сакам да бидејќи е поразлична од сите останати интервјуи каде што гостувам, да зборуваме малку и за нешто друго, освен за музиката. Таа е наша главна улога овој пат. Колку долго ја одгледуваш? Па, веќе 6-7 година. Јас за жал помалку, затоа што повеќе девојка ми гледа и фамилијата, незини, мојата фамилија, и бидејќи јас сум често на патишта, немам услови да и се посветам повеќе, ама тука е фамилијана, така да ми е драга и секојаш кога се враќам ми е мила и знае да даде убава енергија, позитивна. Така, иако често не си тука и не успеваш да посветиш доволно внимание, сепак е приврзана за тебе. Да, се осеќа. Да, и те сака. Нели твојата фамилија повеќе внимава на неја, но веројатно знаеш што ја храните, како дали јаде се и слично. Па добро, знам дека користи неизина специјална храна, која треба да избегнува да ја даваат храна што е секојдневна, што ја конзумираме и ние, затоа што не е убаво, има таму правило, не знам зошто, за вакната, за не знам зошто, претежно 90% јаде специјална храна и останато нешто јас ако искористи од мене да ја давам нешто кога јадам, па да скришно да ја бутне нешто. Така. Шани ја чувате веќе долго време. Верувам дека е навикната на сите вас, на нас добро реагираше. Како реагира на другите кучиња и миленичиња со оглед на тоа дека нели е помала? Но знаеме дека пинчевите се кучиња кои не се свесни за колку тоа се мали, па бурно реагираат. Па знаат да реагираат бурно, често така кога сум во прошетка некоја со незе, големи, добармани, големи расни кучиња и се пушта, знае да се пушта да лае, ама да, тоа не се свесни дека се многу мали и дека устари се еден залог за големите кучиња, ама се такви, знае да види љубоморна кога друго куче во присуство или друго животинче, знае да види љубоморна, бидејќи малку е егоист, малку сака цело време да види центар на внимание. Но добро, пред се добро воспитано куче кое знае да слуша, кој не слуша наредби, така да мислам дека тие се основни работи што треба да ги поседува, а она ги поседува. Така. Шани, чуваш во домашни услови? Да. Дали често ја носите на прошетки и ја вадите надвор? Тоа девојка ми повеќе, јас многу ретко, затоа што реков не сум, ама секој ден оди на водно, оди пешачи, така да во таа сфера е баш онака спремна кондиционно. Така, пред снимањето ми кажа дека до сега не сте спариле, нема родено кученце, така, но како се справувате со нејзините нагони за парење, бидејќи нели ги има 2 пати годишно? Па бидејќи дома е чувано и цело време кога е надвор не е пуштено само никош, така да успеваме тоа некако да се тој има периоди, нормално периоди кога се за парење и тие периоди можеби малку темпераментот и се менува, но сепак толку години веќе и стара, јас мислам дека 6-7 години, не знам, не сум толку упатен, ама мислам, не знам и дали веќе е способна за парење, ама како и да е, нема такви афинитети да се пари да раѓат, така да мислам дека ќе си остане така. Така, 6-7 години е прилично долг период. Дали има некои несекојдневни случаи кои некој не згоди? Па имаше
краток, известен период, дали може би многу шетање, затоа што Анета многу ја носи по водност скоро секој ден и на различни временски услови и може би тоа веќе е стара за толку големи релации, за толку стрмни терени. Имаше период кога и се грчеа задните нозе, односно не можеше да оди, не можеше да се качи, да рипне горе, но сепак добро, беше на ветеринар, ја средија и сега е окей, сега внимава да не ја дава толку многу големи релации да шета дневно, затоа што сепак годините си го прават своето, она е веќе старка. Така. Имавме претходно гостин кој што зборуваше за бездомните миленичиња. Кој е твоето мислење околу тоа? Дали треба да се чуваат расни кученца, дали може тоа да бидат нерасни кученца и слично? Нели за вдомување кученца кои се веќе на улица и слично? Па, јас мислам дека се зависно од луѓето што сакаат. Без разлика дали е, не знам каква раса, каква сорта на куче, мене сите кученца ми се драги и тие што шетаат по улици се мили и драги, затоа што кучето е добар пријател на човекот и ние на куче ако него закачаш никогаш не напаѓа човек. Не се, би рекол на некој начин, користолюбиви животни, затоа што знаат буквално да бидат достъпни на газата, што ги чува, значи верни до гроба, што се вика, и без разлика дали не знам, ќе го раниш вака или така, сортно или несортно храна или било каква. И затоа мислам дека се желбата на луѓето кои чуваат. Јас знам, познавам доста фамилии што имаат домено буквално улични кучиња, што не знам дали се некоја раса или не се. Стари секој куче е некоја раса. Така, да. Може би не се некој сорт, некој брендирани, не знам какви раси, но сакале да вдомат и им е драго, им е мило и направиле добро дело што вдобиле куче. Јас малку бев поборник на почеток за чување кучиња дома, било кој животинчиња, дали мачки или кучиња дома, затоа што ме нервираат многу, јас сум многу голема пенатерија и ме нервираат влакненца, ме нервираат сите тие моменти, ама ете на друг начин па дава некоја друга хармонија, некоја друга енергија, што искрено ниеден човек не може да ја замени. А тие основни работи, што хигиената пред се треба да, ако веќе се чува куче, треба да се обрне многу големо внимание на хигиената дома. Значи пред се куче треба да е воспитано, никогаш дома да не врши нужда, никогаш. Значи буквално и да остане, може и по 2 дена да остане дома, никогаш не се случува да... Да, си го знае местото, да. Да, секогаш чека да тоа некој да изнесе надвор. И тие се моменти некои што на некој начин се балансира помеѓу, барем јас, бидејќи навистина многу сакам чистота, сакам педантно и ме нервира сега да видам влакница на гардеробата, не можам да го помислам тоа и затоа секогаш ќе настојам да чувам помали кученца, по-чисти, на некој начин полесни за одржување, бидејќи ми е важна хигиената. Така, но и секој куче може да научи, доколку се потрудиме да ги стекне тие навики, тоа може да биде. Токму тоа е нашата цел да ги натераме, ајде така да се изразам, луѓето да се вдомуваат миленичиња и да чуваат, пошто нели како што ние велиме, домот не е дом без милениче. Да. Дали претходно си имал други животинчиња во своето детство и пред шање? Да, цел живот јас во Штипко живеев, односно живеев како дете. Пошто бевме во куќа, не останна, имавме двор и цел живот јас растав со куќа, ама надвор, во двор. Значи, си имаше специјална негова куќичка и цел живот, не знам, памтам цело моје детство, сменивме 4 или 5 куќенца, не били нешто, не знам какви расни, сорти на раси, ама
биле обични кучица, ама кучица кои ми биле многу драги и мили во тој период и сум растал со куче, но сум растал, пак ќе напоменам, не дома, да не ми спие во исти креве, значи да сакам дома да ми е апсолутно чисто. Сега овде во Скопје, ете, Шани е едно кучице, добро, сепак го чуваат девојка ми и низината фамилија. Јас сум само на некој начин многу близок со нејзин, затоа што уште кога ја зема во фамилијата, јас бев прв што ја донесов таму и така да кога би земал следното овој дом на кученци би било многу помала раса и од Шани, затоа што сакам такви кои се возам со кола да мисли буквално да нарам. Убави се наистина, учињава се нешто што ми исполнува, ми дава нека енергија, ама да имам човек што би ги исполнувал компрските кон куче, дури ја не сум дома, затоа што скоро никогаш не сум дома. Така да сакам само кога ќе се вратам да имам ете така, да некој да ми даде позитивна енергија, ама да имам и човек што ќе се грижи за кучето, што ќе буквално ќе му даде целата љубов, затоа што мојата работа и начин на живот не дозволува да се посветиш, затоа што се останато би било измачување за животниче. Така, освен Шани, дел од твоето секојдневие јари, тоа е Кокер, кој што исто така добива дел од твојата љубов. Кажи нешто повеќе за него, каде е сега? Добро, тоа е многу интересно кученце, е Кокер, многу убав Кокер, многу расен убав Кокер наистина. Мислам дека е некаде околу 8-9 месеци стар, ама е многу темпераментен. Мислам дека тој е на мои пријатели, со кои често се дружиме и често знаеме да ги прошетаме заедно, некогаш и сам да го земам да отидам и ете сега пред неколку дена однесовме Италија, сега Италија, таму ќе седе му завидувам. Не оставевме во Милано, му завидувам наистина. Така да убави се наистина почињава и пак ќе кажам уште еднаш дека секој што чува куче дома никогаш не може да се. Така, пред да завршиме, односно пред да дадеме порака зашто на нашите гледачи зашто секој треба да има миленик, кои се твоите музички планови, на што работиш сега, што се случува на музички план? На музички план го спремам мојот трет албум, кој ќе се издаде во Хрватска, Србија и Македонија, односно на 3 различни јазики, македонски, српски и хрватски. Ја спремам промоцијата, ќе имам 3 промоции Скопје, Белград и Загреб, лайв промоции, големи промоции на новиот албум. Се надевам ќе се вика Милја од љубовта, Милја од љубови, српската верзија, и сум сконцентриран на тоа моментално сега. Пештите ги имам собрано, веќе околу 12-13 кои се надевам на новиот албум. Останато се некои настапи по дискотеки насекаде и низ Македонија и наврат од Македонија насекаде. Однеодамна подпишавме договори со Бугарија, така да и таму често ќе бидам на релација Софија. Многу патувања, многу нови песни, многу нови проекти, многу нови соработки со нови куки од продуценски од сите овие бивши простори, па и наврат што е Бугарија. Тоа е, претежно е таков ми мојот живот, секој ден некаде. Така, постојано зафатен и исполнет. Ти благодарам што еве на сите одборски издвои време да бидеш наш гостин. Се надевам дека ќе имаме наредни прилики. Тоа на Шани би се заблагодарив. Да, Шани, фала ти многу. Што беше мирна цело снимање, што остана со нас, ретко кој милениче останува цело време во кадар. Фала ти, Шани. И фала и тебе Јоци уште еднаш. Се гледаме на која наредна прилика. Благодарам многу на поканата и наистина се чудам јас како издржам без Марина и Анета, она не знам како со мене вака издржам, но добро, значи сепак ме почитува.
Speak. Speak. Do you want to get him some? Watch this. Tate, look. What's he doing? What's he doing? Gibson. Oh, that doggy is so funny. Yeah, it's so funny. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митревски да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За Фрутис, кучињата би направиле се. Наш денешен гостин е Анета, како представник од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди. Здраво, Анета, добро ни дојде во емисија. Здраво, добро најдов. Така, за почеток да ги запознаеме, верувам дека веќе сите се добро запознаени со Анима Мунди, но ајде да кажеме зашто се работи, какво здружение, од кога постои и некои други детали. Па, искрено, јас многу не ги знам деталите, затоа што јас се приклучив малку подоцна. Никако спонтано тоа се случи, сватевме дека сме група на луѓе кои што едноставно спасуваат животни по улици, не може да одолеат да ги одминат. Сакаме животни и
преку социјалните мрежи некако така се споивме, почнавме да комуницираме, инаку здруженијето е основано во 2009 година, што значи ето не сме толку таза. И од тогаш континуирано функционира и се трудиме на сите можни полиња кај што можеме да направиме некоја разлика. Така, Скопје има голем број на бездомни миленијчиња, сигурно многу често ви се обраќаат за помош, секако и за убави работи, нели, кога има за подарување и слично. А како функционира цел тој систем на помагање? Па премногу има, искрено, премногу апели има, секој ден се јавуваат луѓе, кажуваат има згазено, малтретирано, болно животно и мислам дека скоро на сите, не можеме сите да ги спасиме нормално, меѓутоа најчесто колку што можеме помагаме, се трудиме да помогнеме на сите, дали е тоа преку ветеринарни интервенции, дали е преку правна помош, затоа што многу често и луѓето се јавуваат и кажуваат имаат проблем дали со миленикот, со соседот, нивното право е загрозено или дали биле сведоци на некој случај на малтретирање на животно. Поднесуваме исто така и представки, значи многу представки се поднесуваат и има и дури многу луѓе кои што се казнети. Не толку многу колку што би требало, меѓутоа бројот на таквите случаи се повеќе расте и затоа апелираме ги каниме луѓето да се повеќе да кажуваат и да пријавуваат такви случаи, да сведочат, затоа што правдата се случува да биде задоволена. Така, затоа сте тука во крајен случај би ги насочиле каде да се обратат, ако доколку вие секако не сте во можност да помогнете за тој случај, би ги насочиле да се обратат на друго место. Зашто најчесто се случува да ве контактираат, за кое можете да помогнете и нешто за кое не е во ваша надлежност? Па проблемот најчесто е што луѓето мислат дека ние сме здружение кое што функционира, да речеме, како институција. Мислат дека имаме буџет, не знаат дека зависиме од донациите од граѓаните. Значи буквално колку што луѓето ќе ни донираат, тоа се средствата со кои што располагаме. Немаме стационар, немаме возила, немаме ветеринари, така што нашите можности се исто толку големи колку и на било кој друг граѓанин. Едноставно можеме да го собереме животното, да го однесеме дома. И тоа го правиме. Многу од нас имаат по повеќе животни дома. Меѓутоа, значи тоа е апелот што сакам да го кажам до луѓето дека може секој да помогне. Да не оставаат било кој случај некој друг да помогне. Секој може колку што може, дали со финансии, дали со превоз, дали со сместување, дали со ветеринарна помош, секој може да помогне. Така, има безброј случаи каде што веќе сте помогнале, дали би можела да ни издвоиш нешто поконкретно? Ги прашував активистите претходно, затоа што мене не може да ми текне, не можам да се сетам на сите, многу се, премногу се, навистина се премногу, ама еве, можам да издвојам, да речеме, еве, ќе почнам од моите, затоа што ми се најмили, зашто највеќе си ги сакам. Јас имам дома 2 мајчиња со 3 нозе, и имам едно мешанче од пекинезерче, имено собственикот ги фрлил на улица мајката и малите, не знам колку биле повеќе, биле веројатно, другите ги изгазиле коли. Останало едното, мајката ја вдомивме во Илинден, за ќерката никој не се јави и си остана кај нас затоа што многу ја засакавме. Кога пробувавме првиот пат да ја фатиме, ја бркавме на 40 минути затоа што беше преплашена од луѓе. Едноставно не знам што и се случувало, ама сега е едно прекрасно суштество што многу љубов ви пружа. И друго е чувството да знаете дека сте спасиле животно од улица, а друго е да знаете дека сте го купиле. Понатаму има еве Ривер, кога го спомнам, Ривер беше најден со многу страшен случај на шуга. Значи мислам дека немаше воопшто крзно, ама со третмани, со терапија заличи на куче и сега се надевам дека има среќен дом. Понатаму едно кученце кое што беше најдено на автопат, дечкото, еве сега јавно можам да се заблагодарам, не му знам името, ама го нашол, го видел во спротивен правец, движејќи се на автопат, па се враќал 30 км назад за да го земе и тоа со службена кола, го спасил и имаше 2 операции, мислам дека да. Така да и за него ни се потребни донации. Така. Има многу случаи кога луѓето бараат помош од вас, но еве има нели некои кои помогнале, дали ги има во доволен број за да може да
функционира, односно се помага на животинчињата? Секогаш може повеќе, меѓутоа се изненадуваме во промената во свеста на луѓето. Сега пред некој ден имаше едно болно кутре кај што работам, пред нашите канцеларии. За жал не успеавме да спасиме, има и такви случаи. Меѓутоа, додека чекавме, се договаравме кој да го носи на ветеринар, како да одиме со колегите, помина 5-6 жени што рекоа: јас го хранам ова куче. Така да, има многу малски миленици за кои што многу луѓе се грижат. Ако се бездомни, не значи дека не се сакани. Така. И ние сме имале гости, еве, мило ми е што можам да спомнам, Ашенка Колозова, која ги храни мачките околу зградата каде што живее, така да има голем број на луѓе кои што се грижат за миленичињата, кои не се во нивна собственост, но еве, како што и сама кажа, се доволно сакани. Колку луѓето во Скопје па и пошироко ја поддржуваат организацијата? Па мислам како организација? Да, имаме доста поддршка. Секако има и луѓе кои што не поддржуваат, дека кажат не сакам животни, не можам да ги гледам и така натаму, меѓутоа мислам дека повеќето се свесни за тоа што го правиме и за трудот што го вложуваме и едноставно гледаат со што ние имаме работа, со какви тешки случаи работиме, така да мислам дека да, има се повеќе има поддршка во последно време. Како се справувате, ошто нели секогаш има и луѓе кои се против без причина? Како се справувате со тие негативни коментари, критики и се она што често можеме да го видиме па и на социјалните мрежи пошироко? Па најчесто имаат проблем со ако се спомнува веганството, односно ако сакаат да јадат месо или тука веќе што до некаде е нормално, да речеме, мислам, ние не целиме да бидеме популарни, да сакаме да собираме лајкови на Facebook и постираме сликички од сладки кученца и маченца и тоа е чиста работа. Така. Меѓутоа да, мислам, нормално е луѓето така да реагираат, нормално е да има и некои жаргонски кажано што чисто тролаат и тоа им е интересно да, нели, пишуваат такви коментари. На некои, односно на повеќето, пробуваме да им објасниме која е нашата идеологија, мисија, што правиме, да. Дека имаме некоја порака да ја пренесеме, дека не е тоа само за собирање лајк. Така, се работи за здружение кое често организира и настани. Мислам, е доволно популарно и сите го знаеме за што може да се случува преку годината, за промоција на Анима Мунди и секако за испраќање апел до граѓаните околу тоа која е мисијата на Анима Мунди. Така, сега беше пред 3 дена, мислам дека, беше во неделата Вегефест. Оваа година мислам дека имавме многу голема програма на сите полиња, се расплинивме од предавање, секако храна веганска, понатаму бројни изведувачи, концерти, жонглери и магионичари во детското катче, нешто ќе заборавам сигурно, ракотворци. Нема да се лутат. Да, значи многу беше, еве сега уште собираме впечатоци. Мислам дека многу добро побинавме, многу добро посетен беше фестивалот и не е така нов, ова е 5-та година како го организираме. Мислам дека многу добро поминавме, а понатаму исто имаме изложби, базари, секакви некои акции, донаторски забави правиме. Не знам дали е тоа, не знам, средства за собирање за стерилизација на улични мачки или можеби за некои други потешки случаи, меѓутоа правиме често такви настани. Така, тоа доволно зборува колку е успешна организацијата во тоа што го работи, нели? Кој се може да стане активист на Анима Мунди и како? Може секој кој сака, секој може на некој начин да се вклучи. Ние обично така се договараме кога пристапува член, го прашуваме кои се твоите посебни можности што можеш да придонесеш, да речеме, не знам дали е тоа графички дизајн, дали некој знае да црта, некој знае да пее, некој не знам, што и да е, правна помош или сметководство или што и да е, може да пристапи преку нашиот вебсайт, понатаму имаме групи на Facebook, може било како да не контактира. Така, супер. Едноставно да дојде. Ајде да им кажеме на гледачите зошто да си вдомат милјанича, не да купуваат. Тоа е многу битна работа. Фала што спомна. Малку имаат предрасуди луѓето кај нас, мислат дека расните се подобри, дека мешаните не се добри, дека ако го платиш, тоа е гаранција за не знам што дека добиваш, дека некој производ добиваш.
така да апелирам да не го гледаат така. Животното е животно, ќе ве сака без разлика на тоа дали е расно или не. Куче и маче е едно исто. Многу е битно собствениците да бидат одговорни да не ги фрлаат на улица животните. Во последно време многу има миленици од кои што нивните собственици се откажале затоа што сватиле дека е веројатно преголема обврска или не знаеле таа раса какви потреби има, затоа што не е исто секој куче и секој маче. Точно. Добро треба да се информираат добро пред да го земат затоа што е обврска. Во секој случај така. Нели го земаш во својот дом, треба да го чуваш, треба да се грижиш за него. За неговите потреби. Да, доколку веќе не си во можност да го одгледуваш, постојат други начини да се а не да се фрли на улица. Точно. Исто така да контролираат размножувањето. Многу собственици не сакаат да ги стерилизираат своите миленици и понатаму ги фрлаат маличките на улица. Тоа е решен проблем за нив, ама за нас не. Така, претходно пред снимањето разговарав со една девојка која ми кажа дека се плаши да го стерилизира своето милениче заради дали тоа би било здраво за него. Ајде да им кажеме да здраво е, во рете, подобро е така отколку нели да се изфрли да се сфрлат малечките или да се остават на улица. Фала ти премногу за гостувањето. Мило ми е што имавме прилика да си поразговараме. Се надевам дека ќе имаме уште многу наредни прилики и тоа за убави моменти и убави настани да зборуваме. Се надевам дека ова ќе биде апел до гледачите, до сите кои живеат во Скопје па и надвор, зошто да не, да се грижат за миленичињата кои се на улица и да се вдомуваат што повеќе, а да се исфрлат оние навики на отфрлање на миленичиња, оставање на улица и слично. Ви благодарам што ме викнавте. Тоа беше се за денешното издание на емисијата, пријатели. За крај уште еден виц. Се враќа малиот комарец дома да ја каже на мајка и како помина неговиот прв пробен лет. Сине, како си помина на твојот прв пробен лет? Супер беше, мамо. Сите ми ракоплескаа. Браво бе, сине. Тоа беше се за денешното издание. Ајде да кажем уште еден виц. Ајде кажи ни ти уште еден виц кога веќе ме прекинуваш. Па оде зајакот да се извини на змијата затоа што ја зафркавал дека нема нозе. Извини змијо. Извини што те зафркавав дека немаш нозе. Добро бе, зајко, простено, ајде. Ајде нека пукни. Овој пат на вистина е крај. Ова е се за денешното издание на емисијата, пријатели. Се надевам дека го задржавме вашето внимание и наредната емисија ќе не гледате повторно. За мојот изглед се погрижија најдобрите артисти ко студио Ангела и Сашка. Чао, чао, се гледаме наредниот викенд.